Екипата на актуелно се наоѓа во просторијата на општинскиот инспектор за труд на општина Радовиш, Спасе Димитров, а овде дојде затоа што на 20. октомври 1976 година Димитар Келкоцев, делегат во Републичката заедница за здравство и здравствена заштита од Радовиш, направи пријава до Републичкиот секретаријат за труд и работни односи, до Републичкиот сојуз на синдикатите, до Општинската конференција на Сојузот на социјалистичка младина во Радовиш, до Републичкиот инспекторат за труд и до Општинскиот инспекторат за труд на општина Радовиш. Ве молам, другар Келкоцев, зошто ја направивте оваа пријава? Во работната организација Астиво Штип погон Радовишанка во Радовиш, работничките во таа работна организација работат и во неделните одмори. Сега во последно време тие работеа некаде околу 16 часа во 24 часа без прекин за многу минимална надокнада на личните доходи, па така ме натера да се обратам и да барам правни лекови за заштита на тие работници до насловите кои што пред малку ги прочетовте вие. Како сите овие наслови молчеа до сега во Радовиш, Општинскиот синдикален совет, инспекторот за труд беше немоќен да интервенира по мојата пријава која што до него ја доставив, јас бев принуден да барам заштита од републичките органи, односно од Републичкиот секретаријат за труд. Сакам да ви кажам дека во таа работна организација претежно работат млади жени и девојки, и затоа се обраќам до Општинската конференција на Народната младина во Радовиш и барам од нив да и тие интервенират преку нивната организација, иако председателот на Општинската конференција беше лично запознаен од моја страна. Се обратив до Општинскиот комитет и тој молчеше. Општинскиот синдикален совет и тој молчеше, но 11 работнички кои што бараа заштита преку Општинскиот синдикален совет беа малтретирани од страна на раководителот Ванчо Сулев и дури против две од нив беше покрената дисциплинска постапка и беа прогласени како штрајкачи, така да против двете се поведе постапка за тежок прекршок на работната дисциплина и пократка постапка, можам да речем, беа казнети со условно исклучување од работната организација за 1 година. Бидејќи тука свесно се дезавуира едно уставно начело, заштита на работникот, да не смее да се малтретира и да работи повеќе од 42 часа во неделата, а ние сите јавно гледаме дека тие работници работат и по 9 часа сега во последно време, работеа и по 16 часа во 24 часа, а личните доходи им се толку минимални, дури 100, 110, 115 до 120 илјади динара. Сметав дека сите лекови во општината се исцрпени и барав заштита преку Републиката и дури во писмото се заканувам и викам, ако и по ова моја пријава не се преземат мерки, ова ќе го поставам како делегатско прашање пред Републичкото собрание во Скопје. Овде во оваа просторија е и општинскиот инспектор Спасе Димитров. Другар Димитров, вие го слушнавте другар Келкоцев, дали и вие имате некој сличен или ваков увид во таа работна организација? Видете, јас по пријавата од другарот Келкоцев, која што е доставена во нашето собрание на 21.10.76 година, постапив уште истиот ден. Отидов во организацијата, во економската единица на Сдружен труд, Радовишанка во Радовиш, тоа го констатирав записнички и меѓу другото констатира дека на ден 12 и 13 октомври 76 година сите Организацијата на Сдружен труд вовела продолжено работно време за сите работници кои се вклучени во непосредното производство и тоа на тој начин што едната смена на работници во текот на 24 часа работела 16 часа, значи 2 смени. Поконкретно, првата смена што тој ден била, таа работела и како трета истиот ден. За ова ги известив надлежните во Општинското собрание и поднесов уште истиот ден поведов барање за поведување на прекршична постапка пред судијата за прекршоци во Радовиш. Инаку, наводите во пријавата од другарот Келкоцев се точни и мислам дека со ова Астиво ќе прекине
Начинот на кој што до сега работеше Астибо од страна на раководителите во Штип рекоа дека ќе прекинат со ова и продолженото работно време ќе го скратат исклучиво на 1 до 2 часа дневно. Со тоа што за тоа да им дават слободни денови во наредната или другата недела. А точно ли дека сега тие работат по 9 сати во И Спиле? тоа е точно, јас сум известен пак дека точно е и работат. Сега И работат, сега моментално работат пак смените по 9 часа. што е против закон. Против законот. Тука е и републичкиот инспектор за труд, тој е Динко Миленков. Вие, другар Миленков, имате можност овде да погледате некои акти, исто да видите отприлика оваа ситуација. Ве молам, што вие предлагате за една ваква ако е ова се до така? Јас денеска се наоѓам во Радовиш во обавување на мојата редовна должност, имено за извршување на редовен годишен надзор над работата на инспекторот за труд. Овој предмет што го поднесува другарот Келкоцев е регистриран во Републичкиот инспекторат за труд и кога сме овде, јас користам прилика да го разгледаме и разработиме и овој предмет и на еден начин да му укажеме помош на општинскиот инспектор на труд во разрешавањето на проблемот, а сега ќе појдеме и во работната организација, каде што во детали ќе ги испитаме наводите од оваа представка и во целост работењето во оваа организација, да се потрудиме, ќе интервенираме и ќе посредуваме да биде во духот на Законот за меѓусебните односи на работниците во Сдружениот труд и другите закони и нивни општи и нормативни акти. Па предлагам да појдеме во работната организација. Со цел да допринесеме за разрешувањето на оваквите и слични појави, ние поред останатите дојдовме и во вашата организација. За да полесно обавиме работата, ве молам да ми дадете најпрво податоци за вкупниот број на вработените и нивната структура, понатаму за самоуправните акти во вашата организација, можеме да ги погледаме, и конкретно нешто да ни кажете за случајот кој што поднесителот го опишува во својата представка. Инспектор нормално врше увид секогаш на работата на секоја организација, така и на нашите. Ние сме како единица на Сдружен труд во состав на ОЗТ Младост Штип при основната организација на Сдружен труд Астибо. Ние овдека работиме како економска единица и сите наши правилници, мислам статутот на Астибо, нормално и на Младост, се совпаѓат со исто и со нашата единица која е во состав на Младост. Ние конкретно во Радовиш не сме правно лице и не сме во состојба да донесуваме никакви нормативни акти за нас. Сите нормативни акти, ово вие порано што го спомнавте, што за увид, тоа може да се видат во Астибо, затоа што ние сме како единица. Што се однесува тука до представката што беше покренена од нашиот инспектор за воведување на продолжена работа, тоа е воведено продолжена работа во цела Астибо во август и септември месец, бидејќи ние работиме лон работа, еден дел, поголем дел на нашата работа е лон, кај што работиме за страни партнери кои што е барат испораката на робата во баш сега овие зимски месеци при крај на годината. Може би не баш поради многото работа ние што имавме, меѓутоа имаме ние се содруваме со проблемот на еден поголем дел на работници кои што не одговорно се понесуваат према работата. Дали имате одобрување за ноќна работа? Па секако тоа е. Од кого? Па тоа од Астибо. Астибо не дава одобрување. Републичкиот секретаријат за труд дава одобрување. Па видите, јас сум единица на Сдружен труд. Јас имам горе директори, имам правници кои што нормално они водат сметка за тоа, јас добивам налог да се тоа изврши. Како вие како раководител гледате на заштитата на работниците и на безбедноста на нивното работење ако он работи прва па трета, односно 16 сата, видите сега 30 тоа сата. ако е тоа некое ако е лично ако веќе мене ме пита ако се тоа е една константна работа, тоа не е нормално. Меѓутоа ако се десе еднаш во годината или два пати во годината да се десе од прва во трета, тука нормално да мора нешто да се превзема. Покрај тоа мимо сите желби на сите нас да одаме стрикно во
Тие 48 сати се уклопаме, меѓутоа ние сме условени од Како ја Ино плаќате партнери. таа прековремена? прековремената работа се плаќа за секој сат по 1000 динара фиксен износ. На секој работник му е нормирано работата. Така да се зависи од личниот труд на работник. Максимум колку може да... Максимум имаме ние до 350.000 минимум месец исплатено, 320, 350. Имате ли платна Имам тука работници, они Ќе може. го погледаме, ќе го погледаме Платни платниот спискови се во список. Штип. Во Штип се стоша, немаме документи. Ни еден платен список. Па нема, ние сме единица на Па кај се здружението. исплатува личниот доход? Тука дојде благајник од Штип, исплате го во пликови. Мене ми пише рече цело. една работничка пред малку дека за 8 сата прековремена работа, односно за тоа што работела во трета смена добила само 2000 динара. Не истина. Може Најдобро да работничка. кажете еден на прековремен саат како е платен? Или една смена прековремена да видам од овие ваши извештаи. Ќе ви го покажам. Еве на пример сега овака. Ова работничка има 126.000 динара за редовно работно време. Да. 8.500 динара во трета смена што работила. Ние го евидентираме само. Како е тоа 8,5 дојде? Тоа е тие денове додека е она била прековремена, Да. не? Она ги работила затоа што кај нас секој ден се работи. Се евидентира ливче. Да. И тоа ливче кај што се работи прековремено или во трета смена, тоа посебно се рачуна. Разбирате? Да. И тоа се евидентира на посебна графа. Кога оде Тоа сега во дали, Штип, тоа дали е зголемено со 50%? не, тоа во Штип се зголемува. А во Штип се Ние само тука директно колку е она за тие денове, за тие Да. сати работила. Каде се часовите овде искажани? Еве ги часови. Работни часови. 148 часови. 184 редовни и 16 во трета. 16 во трета. И 13 продолжен. 16 продолжен, тоа е А трета што е? 216. Трета нели е продолжена? Продолжено, таа пак посебно се она. Значи 16 и 16 има 32 Да. продолжени работни Да. овој дена во тај месец. Дозволите, овој 4 часа, да. Скоро да нема која нема 16. Овде сите има Тоа 16. цел погон, тоа не го на погон, се работи. А сите работат преку време. Сите. А и плюс тоа се работат 48 сата, а не 42. Вие немате заведено 42 часа на работно време. 48 во тоа е половин сат одмор, што е? Молим, одморот си е 42 независно од овде сите во овај извештај за месец октомври, Да. за месец октомври имат сите 16 плюс 16 плюс 19 некои имат 18 имат 16 скоро редовно имат 16 скоро редовно има 25 прековремени часови, има 17 прековремени часови и така натаму. Еве овој конкретниот случај што е. Тоа е за месец октомври. Тоа кој цел данче 160 сати плюс 8 во продолжени, Да, 168 сати има вкуп. Да. Била е на боловање, некој да. 40.600 има по норма, 1.400 динара за тие 8 сати е заработила кој работила продолжена работа. Со продолжена работа заработили 1400 динара. Во продолжената работа е тоа. А тоа значи не е работел. 1400 динара што е? Еве 40.000 за 160 сати заработил. Да. И 1.400 тај Јас ден, чув он има нешто вкупно дека- 42.000 Да. динара. Чув дека одбива да речемо 4.500 динара ако е недисциплиниран. Да, Казна, каза. парична. Да. Како тоа? Па тоа во тие 30.000 го реков. Тие се стимулативни бодови. Да. Тие се добиваат за редовност, квалитет и дисциплина. Да. И сега она ако и се најде неквалитетна работа, према таа одлука, она повлечува тие 30.000 и се намалеват за За 4.500. не значи 4, имаме и 3.000, зависи каква е од кој е Како каква е грешка. Како оцените таа грешка? На пример, ако и се најде неквалитетна работа. Кој го оценува тај неквалитет колку пари изнесува? Него цена, тоа е у фиксен износ, грешката се плаќа. Секоја грешка е оценета со да, пари. да. Во кој акт е тоа регулирано? Тоа е во одлуката за распредела на Да ја видам. годишни Да доходи ја на видам. стив. Да ја видим. Ovo je самоуправна спогодба за меѓусебни односи на работниците во Сдружениот труд. Овде не видам колку може да изнесува прековремената работа во текот на еден месец, односно во текот на 24 часа. А според одредбите за работното време од Законот за меѓусебните односи и од Уставот, работникот во текот на работниот ден мора да има најмалку 12 часовен непрекиден одмор. Во вашиот случај, кога работниците работат прва па трета, тоа уставно право им е успратено. Дали можеме да погледаме од друг месец од овие обрачун? Може ли тоа како се огледа? Да видиме дали во другите месеци се појавува исто овака прековременна работа. Вас се интересираше 30.000 како се добиват и како се губат, така? Да. Еве. Нека. Еве, за месец септември.
Има 24 прековремена, 16 прековремена, 23 прековремена, 22 прековремена, скоро сите во овој список за месец септември скоро сите имат прековремена работа. Член 10 од Момент само. одлуката за распределба на доходи и личните доходи. За месец август трета смена 1-1-1, што тоа значи 1-1-1? Тие се чистиле конец по еден По саат. еден час овде 15, 15, 15, 2, 2, 1, 15, 1, 1, 15 и така натаму. Која е за месец септември, август, за месец јули не е евидентирана прековремена работа. За месец јуни исто така нема. За месец мај има по 8 часа, по 8 часа, по 8 часа, по 8 часа. За месец април 16, скоро сегде 16, скоро сегде, да, сегде 16 и така натаму. Постои една законска одредба според која основната организација на Сдружен труд, односно работната организација, два пати годишно треба да прави анализа на прековремената работа. И во колку се појавува почесто таа прековремена работа, работната организација да го побара излезот во вработување на евентуално нови работни места или во измена на организацијата на работата. Дали сте го вие тоа правеле во вашата организација? Другари инспектор, јас ви кажах и во почетокот, јас сум единица на Сдружен труд. Да. Сето овај разговор што го правите, овие питања, тоа треба да ги обавите во Штип. Да, али вие како Со- раководител, Јас како Исто ръководител, јас сум така. единица на Сдружен труд, така Да. не е како сега што е Спасо. Он е инспектор, али вие сте на него претпоставени, па доаѓате да му вршите контрола на неговата Да. работа, така да јас сум одреден таму по таа лествица према погледаме платните спискови за пресметување на личните доходи за месец 10 во организационата единица во Радовиш. Од презентираните платни спискови се гледа дека во графата за работно време сите работници имат работено во овој месец подолго од полното работно време, односно повеќе од 184 и 192 часа колку имат зацртано со таа солидарна работна сабота. Интересно е дека во овие графи овде се искажува само ноќната смена, ноќната работа и прековремената, но при пресметувањето на личните доходи сегде тоа не е сторено. Исто така, овде кај што имат работено 200 часа, очигледно е дека во вкупниот број на часови имат 224 работни часа, а во колоната за прековремена работа нема евидентирано такви прековремени часови. Па се жалевме оти тешко, ние се работе секоја сабота, преку време се работе. Ние сме жени домаќинки, млади со мали деца и имаме фамилија дома. Така, секојдневна работа. Не чека, е плюс и тука работа. И затоа, само за работата, за сите саботи што се работат и преку време. И во синдикат што ви одговорија? Па, во синдикат ни одговорија оти не треба да се работе преку време, не треба да се работи сите саботи, треба да се знае која сабота треба да се работи и ние, например, да сакаме да си планираме некаде за да одеме. Кај нас не се знае. Кога речат секогаш работиме, а ништо да речеме нешто да се плаќа повечко, ништо не се плаќа. За 120 дедарки сите работиме. Не само некои што се фалат, а некои што не се фалат. Не работата. Нормата каква ви? Нормата на некоја операција што убаво заработувам, јас сум таа и ударник што сум бивала, ама на убава операција сум заработувала. На некоја не можам, со 117 дедарки дома сум плата одам си. А бивала сум и ударник. На убава операција ќе заработам. На некоја што не се работи, ретко се тие 3-4 операции у погона кои ги има што се ценат, што се плаќат, ништо повечко друго. Значи, повеќето работнички примаат минимална плата. Море не повечко, како да ти кажам, 20% што взимат тие повечко. Другите сите се Колка ви плата? сите по 120-117 хиляди плата. Преди 2 месеца сум однесела дом плата. Странно е било деца да пијам, а работам нон-стоп, грубо ми се паќа од работа. Не така. Тешко, стварно многу си е тешко. А колку преку време на работа, ќе видиме на таналончето, 2000 дарки имаме платено.
група работнички од работната единица Астиво Радовишанка го посети Општинскиот синдикален совет, поточно ме посети мене, со желба да ги искажат тешкотиите кои со на еден начин ги осекеле во работната организација. При посетата кај мене беа присутни 10 работнички, кои што во нивните искажувања ги искажаа следните проблеми. Дискутираа за се почестата појава на прековремената работа, понатаму за многу скромните, би рекол, и ниски лични доходи, дискутираа за неправилното користење на годишните одмори и јас се ангажирав да овие проблеми ги дискутираме на јавен скуп со работната единица, како би могле да навлеземе во суштината и содржината на сите овие проблеми. Организиравме состанок на ниво на работна единица, на кој состанок присуствуваше директорот на основната организација на Сдружениот труд другарот Финдаков, секретарот на фабричката конференција и некои други представници од работната организација Астиво. Бев присутен на тој состанок и зедов и учествував во дискусијата. Мојот допринос беше во смисла на тоа да на работниците присутни на собирот и укажам дека работничките кои што го посетиле Општинскиот синдикален совет и кои што на еден отворен начин ги манифестирале проблемите присутни во работната организација е нешто нормално и дека нивниот поступак не треба во работната организација да се изоценува како негативна појава и да се удри во хајка против нивното делување. Напротив, таквите отворени искажувања треба да бидат присутни во нашата самоуправна пракса. После синдикатот пак исто. Па мораме, како ќе ни наредат и ние мора да работиме. И колку заработувате? Па кој како? Нормите скоро речи се не се реални и некои не заработуваат, а исто се трудат, а некои заработуваат. Колку заработувате вие за едно работење од 8 сати во 33-та смена? Како на ден за 8 сати? Да. Па исто заработуваме само, как да кажам, од 2000-3000 јас повеќе не би можела да заработам. За 8 сати работа? Да, 3000. До 5000. Вие сте председател на работнички совет. Преко време или колку се плаќа? По дневниците 400. А преко временото колку? Исто. Па 2000. Ајде речеме и, например, вај месец стварно, чим ту работам и треба стварно да бидеме залагани, тук сам јас зависна, па за това треба да работам и еден месец да се рече преко време, вај месец се работе, морам да доваѓам. Ама не еден месец, това си стално, без преки. Јас не знам една сабота дома да сам била, многу ретко да се рече сабота дома да била. Дали вие се служувате што го рече Вашева? Да, точно е тоа. Секој нашето продолжено време не завршува никој пат. Например, оваа смена, другата смена работат цела недела продолжено време по 1 сат. И еве сега продолжува втора недела. А најтешко ние што ги работиме сите саботи. И не се доседува 8 сата и со тај сат продолжен 9 и половин, пак и натаму и навамо 10 излева 12 сати. Од извршениот увид денеска во ова работна организација, од разговорите со раководителот на работната организација и со работниците во организацијата, и од увидот во самоуправните акти и другите документи, можам да констатирам дека поголем дел од реакциите на работниците се оправдани. Преовладува фактот дека во ова организациона единица прековремената работа, односно работата подолга од полното работно време е застапена во многу број случаеви. Од увидот во евиденцијата се утврди дека скоро да нема месец во кој работната организација немала прековремена работа и тоа скоро за сите работнички што работат прековремено. Сметам дека е тоа противзаконито и бидејќи и со законот овие основните организации на Сдружениот труд се задолжени 2 пати годишно да вршат анализа на прековремената работа и да преземат мерки за нејзино елиминирање. Ова затоа што прековремената работа е работа која што однапред не може да се планира, може да се воведе само во неизвестни ситуации, да трае само толку време колку што трае одредената ситуација. Понатаму,
Од увидот се констатира дека во ова организациона единица се уште се работи 48 часа седмично, односно не се поминале на работа од 42 часа, што ја утврдува Уставот и другите законски прописи. Преовладува и состојбата дека голем дел од работничките не може да ја исполнат утврдената норма. Од увидот е констатирано дека најголем број на исполнување на норма за последниот месец е 84%, а од увидот во евидентните листи за другите месеци скоро да нема работника која што исполнува норма од 100%. Веројатно нешто има што не е во ред со утврдените норми. Така да се на овој начин доаѓаат работнички со полно работно време да работи, а да исполни норма од 21%, при што доаѓа во ситуација да зема минимален и испод минималниот личен доход. Од увидот и од разговорот со раководителот и сега видовме дека и за овој месец има поголем број на работнички кои што ќе остварат, односно ќе земат минимален личен доход од 137.000. Сите 130 вработени овде покрај солидарната сабота редовно работат и во другите 3 саботи. Во секоја смена 1 час работат прековремено, а често работничките одработуваат и по 2 полни смени. На крајот на месецот имаат и до 220 работни часови и за сето тоа еден дел од нив примаат од 117 до 140.000 стари динари. Коментар на ова не би требало да има, ние не сакаме да го дадеме, искрено плашејќи се да не бидеме преостри во заклучоците. Ние дојдовме да видиме овие објектите малку и да направат некоја документација. Видовме, де Павле е ова, сакаме, видовме 23 работници горе работеа на 9-ти кој е онај кат. Да, добро. Еден го оние циглите гледате, сега ги подзидуваше. Добро. Преземате некои мерки да не работат таму работниците или така работат, може да подзидувате вака, како сега што се подзидува? Има опасаж, се вржуе и со опасажот си стои, што ја знам, дали е тоа на 5 метра, на 7 метра, се вржуе за ступ. Ама сега во конкретниот случај мора таму да има опасач? Кога работи? Кога работи? Мора да. Па немаше тој работник, преземате некои мерки вие? Па може да доживее 2-3 случаеви. Еден од тие е да биде отстранет од работа што мора да се деси, доколку биде приметен од луѓето кои што раководат. Друг е да му се поднесе пријава до инспекцијата, jer oni se сите обучени и оквалификовани. Оне кај би се врзал не оне онде горе што ги мести оние, гледате на 9-тиот кат. На секоја плоча доле имаме анкери. И он на анкерот си се вржуе. Во зависимост на која далечина и со кој материјал работи, он има и одговарајучи опасаж. Дали тој ќе биде? Преку денот за тоа? Апсолутно. Имате острането некој? Како да? Од работа? Имам. Колку работници денес острането? Денеска ние. А оние горе што работа не ги видовте сигурно? Не сум ги видел. Али тоа може да било и сега додека беше ручекот, не е за чудење. Jer сега им е ручек, си отишле они сигурно и само зарад тоа, а инаку ги отстрануваме. Па видите, ја мислам дека луѓево додека не се деси несреќа, као што им се деси на други предпријатија, па и нам ни се деси, некња ни падна работник од 6,5 метра и уште у болница, слабо увидуваме на последиците. И неко многу олако они, дали тоа преку телевизија би требало да иде, дали преку прожектирање на филмови на Народен универзитет, да ги позаинтересираме некако, али у секој случај да им се укаже од тие последици. Јас сум главен одговорен инженер на сите објекти. Инженер Петар Иванов. Тоа е еден парадокс. Се изведува еден огромен објекат на мало парче земја, каде што локацијата е оверена од надлежните органи и сите надлежни органи знаат дека на еден мал простор се изведува толку голем објекат кој што вреди 12,5 милиарди динари. Меѓутоа, они се стварно скучени во однос на просторот и тука сега мањка и заштита. Заштита кон работникот кој што работи на објектот и заштита на надворешните луѓе.
него нема основни услови за распоред на материјалите. Тука се меша. Оти мора да ги меша. Оти нема место кај да ги стави. Нема башка кај да стреледи цигли, нема бетоно кај да го стави, нема кај да меша бетон. Тој вели колку тона бетон дневно мешате? 130-140 кубика. Добро, инспектор, значи во ваква ситуација нема лек. Не, во ваква ситуација ние превземаме мерки, меѓутоа тие мерки не се она што би требало да се обезбедат претходно со со проектот. Тоа е многу. А сега во проектите предвидено е по закону и тоа. Изведувачот не може да добие градежна дозвола и инвеститорот додека кон проектите не прибави проекат за заштита. Меѓутоа многу пати без такви проекти се дават градежни дозволи, за жал тоа се прави. Сега речимо кога би дошол тој проекат кај нас како е по закону предвидено, ние сигурно на ова не би дали согласност. Овој проект не е не е дошол овој проекат, ние не го гледавме и помина телкел. Тие формално правно имат градежна дозвола и нормално градат. Али еве каде се проблемите се сега. Во ваква ситуација, инспектор, какви се санкциите? Како се казва? Постои ли? Во ваква ситуација треба да направиме сега записни, да констатираме да му забраниме да града додека не го постава тоа. И да се поднесат пријави за одговорни. Прекршно. 11.236 повреди, 13 смртни случаи, 210.884 изгубени работни денови, по 964 работни организации констатирани се 8.912 недостатоци. Тоа би бил телеграфскиот извештај на тема заштита при работата за 1975 година. Анализирајќи ги причините за ваквата состојба, најголемиот број повреди настануваат во индустријата, градежништвото и рударството. Најмногу повреди се од субјективни причини и тоа поради нестручно работење со машините, непочитување на прописите, замор од дополнителна и прековремена работа, неодржување на орудијата и просториите за работа, необезбедени лични заштитни средства, неносење на заштитните средства, неотклонување на недостатоците. Ретко која работна организација ги искористила сите можности за заштита на своите работници. Повеќето од половината смртни случаи настанати се по вина на работните организации. Ова сето говори дека во повеќе случаи до работен успех на организацијата се доаѓа на штета на здравјето на вработените, што е неприфатливо, а во исто време представува морален и материјален неуспех. Деновиве во соработка со Републичкиот инспекторат за труд посетивме повеќе работни организации, што ни оддалеку немаше за цел да ја прикаже целата состојба, туку на лице место да видиме некои од жариштата поради кои доаѓа до повреди или професионални заболувања. И еве што забележивме. Дали заштитните средства вие работниците ги користите овие што ги дават? Користимо, имамо. Па зошто научарите не ги стават? Па така на уметнин дојде. Па свесни сме за тоа, бидејќи може некој без очи да остане, некој се повреди. Зошто не ги? Наша работна организација Топлницата за цинк и олово, Светово Титовелес, досега во овие изминати месеци има 170 повреди, од кои што претежно се од лесен карактер. А тоа е имаме една тешка повреда овдека на печка, поворот и неколку потешки повреди од механички извори. Овие повреди се настанати претежно по погоните, кај што најмногу се работи на поправки која се претежно застои, а и самиот технолошки процес захтеват да на многу места кај што имаме изливање на овие метали, цинк, олово, во додир некојаш со влага или прскање, често пати доаѓа до повреди. Моментално се наоѓаме во металското предпријатие Коце Металец и кога што гледаме сите работи што ги изведуваат, се изведуваат на отворен простор без ikakva заштита на работниците кои што работат на него. Може да замислиме какви се тие услови работни на работникот кога ќе настанат разни атмосферски врнежи, при што се ствараат каљуги и работникот е изложен на мощно неповолни услови при работењето.
Присутни се во голема мерка и овие кабли кои што ги гледате доле, а тоа се во голема мерка и електрични кабли кои што може да бидат оштетени со разни превозни средства, па може да дојде до несакани и непожелни последици по работникот. 8 години тука сум на работа. Надвор ли сте цело време? Па цело време надвор, и лето и зиме, све сме на... Имате ли некој, например, заболување, некој професионално? Па како немам заболување, имаме највише од ишија сите. Секој друг работник страда све од ишија, стола све. И многу имаме болување преку годината, работници шедат на болување. Тоа е голема штета за... Па како не, голема штета. А да има хален, мислам, ипак би треба да може се намалило тоа болување. Добро, како изгледа тоа во зима, овде кога се работи? Па во зима ете некојаш се греме моцвори, али ипак па шефовите вика дај надвор, кога се работи, вика треба се вади норма и тоа мораме ние па да работиме. За ваквата лоша состојба на металското предпријатие Коце Металец, инспекцијата на трудот на неколку пати донесуваше решења, меѓутоа истите не беа извршувани од надлежните луѓе, па заради тоа беше принудена инспекцијата да поднесе барање за поведување прекршочна постапка до судијата за прекршоци. Од истиот судија беа изречени мандатни казни, не мандатни, него казни на директорот на предпријатието и на самата работна организација, меѓутоа тоа не донесе никаков ефект. Има заштитни средства дадени некој, па што ние како млади не ги употребуваме. А кои заштитни средства ви ги има дадени? Има марама за турање да тураме, ние млади не... Има тука маски, слично така и се тура. Во оделењето за припрема на маса за зидни плочици до сега имаме само тројца заболени од силикоз. Грото на заболените е во оделењето за преси, каде што највише се дига таа индустријска прашина. Заштитните средства кои што се предвидени овдека, можам да речам дека се применуваат сите, осим оние маски кои што треба да ги носат они на устите. Меѓутоа, кога маски, тие заштитни средства им се понудени неколку пати и баш тука и референтот за заштита бил, луѓето не ги прифаќаат како такви. Прибидејќи им сметаат приликом работење. А вие што правите? Бидејќи знаете дека мора да ги носите. Дали Им превземате некој? повикани се, меѓутоа они категорички ги одбиваат тие заштитни средства. И не сакат уопште да работат со себе. А дали сте ја барале причината зашто не сакат? Они навоѓаат оправдување, не можат доволно да дишат, а работата е физичка, така да кога такви тие им сметаат. Вие не превземате никакви. До сега нема нити еден казнет ради тоа, за тоа што не употребува газ маска. Ја не знам и се прашам самиот какви мерки организацијата има превземено за ваквата положба што работниците не ги употребуваат личните заштитни средства. А вие дали сте применили некој мерки? 45-та година против организацијата има поднесено пријава против 7 одговорни лица за непостапување на решение. Вие и вашиве неколку колеги овде работевте, а не употребувавте наочари. Дали тоа често го правите? Баш често не го правам тоа, али понекога што е така ќе заборам, ќе ги додека ги спуштам наочариве доле. Се деси некој што така да ги држам. Дали е тоа штетно врз? Тоа е штетно. Тоа може да и до последици на очи. Дали на вашиве работни места доаѓа до почести повреди? Абе,